Четворица ученици од прво до шесто оделение од Општинското основно училиште Тоша Арсов во Штип имаа работни денови во летото. Тие своерочно изработија на раквици кои ги продаваа во градов. Вкупно заработиле 50 евра, со кои пари купија училишен прибор и денеска им го подарија на првачињата од нивното училиште. Отида да Елена дојде кај нас и не продаде гривна. Не мене ми се роди идејата. За со тие пари да ја помогнеме на другарчињата. Идејата ја реализиравме така што направивме алки, подоцна ги продавав. Кој период беше продажбата и каде? Во текот на месецот август. И ги продававме на патеката до Бргалница. Кога веќе ги правевме гривните, дома одлучивме да напишеме на лист приборот што собереме пари ќе го даруваме на некои деца. Купивме со парите што ги собравме, ние купивме училишен прибор. Еве можете да видите, купивме тетрадки, поички, лепила, гуми, моливи, ножици и така натаму. Веќе во текот на денешниот ден ќе го поделиме училишниот прибор на нашите другарчиња од првото оделение. Гестот на учениците е пријатно изненадување за сите, но и за нивните наставници, кои апелираат овој пример да се следи. Како наставници на овие ученици сме пријатно изненадени од нивната постапка, бидејќи чувството на емпатија и хуманост се стекнува од дома и истото треба да се негува. Ние како наставници тоа го надоградуваме понатаму во нивното образование, но сепак се доаѓа од дома. И еден апел праќаме до сите останати родители да го следат овој хуман гест на нашите ученици, да работат со своите деца и сето ова да продолжи да се негува и кај останатите ученици, бидејќи кога подаруваме и нешто што е многу мало, а предизвикуваме нечија насмевка, чувството е прекрасно. Исто така на нашите ученици кои што денеска приборот ќе го поделат на прво оделенчиња, посакувам да продолжат со ваквите постапки, затоа што и тие се чувствуваат и денеска среќни и кога ќе подаруваат во иднина ќе бидат уште посреќни. Четворицата ученици од Тоша Арсов во Штип нема да престанат со ваквите идеи и најавуваат дека во иднина ќе дадат се од себе, хуманата активност да продолжи и да бидат пример за останатите.